Добар ден од студиото на Слободен печат. Во овој предизборен период малку се занимаваме повеќе со локалните теми економски, па моја гостинка е Благица Петрески, извршен директор на Институтот Finance Think, и тие во своите студии доста пати се осврнуваат на локалните економии. Добре дојдовте, госпоѓа Петрески. Добро ве најдов, благодарам на поканата. За почеток би сакала ученички да објасниме како се финансираат општините. Општините во принцип се финансираат во еден дел од своји сопствени приходи, како што е данокот на имот, како што се оние приходи од дозволи кои што ги имаат. Меѓутоа, во најголем дел се финансираат од централните трансфери за пренесените надлежности, како што се пренесени надлежности во делот на образование, во делот на детските градинки, тоа се тие блок трансфери и иако забележуваме дека има унапредување во делот на фискалната ефикасност, особено во делот на ефикасност на планирањето, па така ако споредиме 2024 година како го извршувале буџетот во однос на 2017 година, ќе забележиме едно драстично подобрување. Например, 2017 година степенот на извршување на буџет било околу 65% кај приходи кај расходи, а веќе во 2024 година забележуваме дека ваквото извршување е 85%, што упатува на унапредување на нивната вкупна ефикасност и на капацитет. Сепак од аспект на зависност, општините се зависни од трансферите на централниот буџет и 66% во просек општините имаат финансирање кои што доаѓаат од централниот буџет. Сепак ваквата слика е многу хетерогена. Имаме општини каде што навистина може да се пофалат со нивната фискална робусност од аспект на финансирање, каде што вкупното извршување нивно е на високо ниво, имаат скоро 100% извршеност на буџетите, меѓутоа исто така имаат и висока извршеност и на нивниот личен приход, главно преку данокот на имот следено, и таквото учество на данок на имот е надпросечно, например над 6% учествува во нивниот вкупен приход. Тоа се главно тука поголемите општини каде што имаат таква извршеност и такво учество на приходот, до општини каде што иако прават голем напор да ги приберат данокот на имот и да го имаат повисоко извршување, напорот е видлив, меѓутоа учеството на данокот на имот е многу мало, односно е под 2-3%, и тоа се општини кои што во принцип се мали и каде што даночната база нивна е многу мала. И трета категорија на општини се каде што имаат многу мали вкупни капацитети и за вкупно извршување на буџетите, меѓутоа исто така и напорот кој што го прават гледано преку извршувањето на данок на имот е многу мало во нивните буџети, главно тие се централно зависни од централниот буџет на Министерство за финансии. Дали може да се сепак да се земе како оправдување дека имаат мал капацитет кога станува збор за даночно извршување? Видете, има различни аспекти зошто даночното извршување е мало. Првиот и основен проблем со кој што општините се соочуваат е многу ниската ефикасност, каде што дел доаѓа од напластената, партизирана, тромава администрација која што ја имаат, каде што во голема мера тука има недоволна ефикасност и не секогаш има политичка волја за активностите да бидат професионално и со највисок степен извршени, се до аспект на технички капацитети кои што се потребни за да се зајакнат кај општините, особено во делот на планирање, особено во делот на буџетирање, а понатаму и во делот на извршување. Посебно вакви капацитети забележуваме дека не достигаат во делот на имплементација на капиталните расходи. Така што причините за таквите состојби се различни. Капиталните расходи дефинитивно се многу болна тема. Значи, колку и да соберат пари, пак не гледам во многу општини, нели тоа не може да се генерализира, меѓутоа има општини каде што се уште граѓаните се жалат дури за основни потрепштини, како што се водоводи, канализации и слично. Дали постои некој универзален механизам што може да се наметне или што покажале вашите истражувања околу капиталните расходи? Така, капиталните расходи се многу значајна компонента
за општините, особено за таа развојна компонента. Затоа што колку една општина повеќе инвестира во капитални расходи и колку тие капитални расходи кои иницијално се планирани понатаму се извршени, толку повеќе општината ќе има инфраструктурен напредок, толку повеќе општината ќе биде препознаена и понатаму и за инвеститорите и вкупно граѓаните таквите бенефити на долг рок ќе ги почувствуваат, затоа што тоа се инвестиции кои што треба да дадат резултати на подолг временски период. Нажалост, резултатите од аспект на извршување и понатаму патуваат дека најголема стапка на извршување имаме кај платите и надоместоците, понатаму дел од тековните расходи како што се отплата на главнини, а капиталните расходи се со некои 60% извршеност од она што било иницијално планирано. Секако оваа состојба не е идентична за сите, ова е само просек. Има и општини кои навистина треба да се пофалат, каде што освен вкупното извршување на вкупните расходи, имаат висока стапка на извршување и на капиталните расходи, па тие компоненти доспеваат и до над 90%, и тоа треба да биде за пофалба. И кога сме кај капиталните расходи извршување, тука нема една универзална класификација да кажете дека поголемите општини имаат поголем капацитет, малите општини имаат помал капацитет. Не, напротив, има тука навистина мешана структура на општини и од аспект на како се финансираат, и од аспект на големина, и од аспект каде се лоцирани. И тука во поголем дел го лоцираме проблемот на внатрешните капацитети за планирање, за фазно имплементирање, затоа што многу често забележуваме дека општините имаат висока концентрација на многу започнати проекти, меѓутоа не секогаш истите се завршуваат, па така во тој дел техничките капацитети во таа насока треба понатаму да бидат градени. Вие ве го начнавте прашањето со инвеститорите, со тоа што нели споменавте дека колку подобра инфраструктура, толку полесно да се привлечат инвеститори. И сега колку општинската клима е важна за привлекување на инвеститорите, дали може и дали има, не знам, примери како е тоа регулирано во други земји што повеќе знаат од нас, каде што може едноставно со општината да се договори некој инвеститор нешто поконкретно да прави. Така, видете, општините се бираат, инвеститорот ја бира општината од различни аспекти. Значи, пред се ја бира од аспект на колку е блиску до на вкупна инфраструктура со која што располага, колкав е бројот на работници на кои што може да планира, како е поврзана општината со останатите општини. Има тука низа фактори. Меѓутоа, ефикасноста на општината во голема мера може да влијае на една општина да биде привлечна за инвеститорот или не, заедно со низа на давачки кои што се према општината. Општините во тој дел пред се сметам дека имаат голем простор за подобрување во делот на нивната ефикасност, особено во делот на дозволи за работа, дозволи за градежни дозволи, каде што многу често во претходни соработки со бизнис секторот навистина се жалеле дека таквото уредување на земјиштето, оние детални урбанистички планови, одобрување на дозволи е еден многу макотрпен процес за започнување на било каква инвестиција во дадени општини, и тоа го детектираат како еден од проблемите, така што општините апсолутно дека имаат простор за подобрување. Например, една од општините каде што е пример за бројни инвестиции општината Илинден, каде што таму е лоцирана слободната зона. Како општина може јасно да се забележи дека присуството на инвеститори во таа општина јасно се рефлектира врз вкупниот буџет на општината и во делот на приходите, меѓутоа и во делот на расходите. И таквите општини имаат и поголем капацитет за реализација, меѓутоа веројатно и таа взаемна соработка со компаниите ги унапредило нивните вештини и ги направило поспремни за работа. Дали може би е момент за поголема децентрализација? Ние тој процес одамна го почнавме, меѓутоа се уште и по дотациите од централната власт и по ингеренциите некако општините не се осамостоија многу. Видете, еден дел, ако ние даваме дополнителни ингеренции, тоа значи дека и општините ќе треба да очекуваат повеќе средства од буџет. Затоа што и овој дел на
кој што на почеток го спомнувам, 66%, тоа во еден дел се должи на блок трансфери за децентрализираните надлежности. Меѓутоа, пред да имаме поголеми надлежности за општините, сметам дека потребно е да се подобри ефикасноста на општините и фискалната дисциплина. Така што да, може би треба да се размислува за нови форми, каде што ќе се зголеми самостојноста на општините, меѓутоа тие нови форми може би треба да не значи дека треба да бидат линеарно за сите општини, туку за општините кои навистина покажуваат и фискална дисциплина и ефикасност и кои покажуваат вкупни капацитети за преземање на повисоки надлежности. Затоа што, например, замислете, имате многу мали општини каде што ако наметнете дополнителни надлежности, за тие општини и веќе моменталните надлежности представуваат товар, тоа значи дека може само да направиме дополнителен проблем. Така што пред да преминеме на било какви дополнителни надлежности, треба да се измерат капацитетите и веројатно треба понатаму и дополнителните средства да бидат врзани за конкретни резултати на општините. Например, пред некоја година беше воведено едно фискално правило каде што на оние општини каде што имаат повисока ефикасност, оние општини кои што имаат подобра наплата на сопствените приходи, им добиваат и некои незначителни, меѓутоа поголеми средства до кои може да пристапуваат, така што тоа е форма за да се стимулираат оние општини кои се подобри да бидат наградени, а останатите да тежнеат да станат подобри. Долговите на општините се долго години болна тема. Државата и префрлаше дури пари за да ги затвора долговите, меѓутоа повторно имаат многу отворени долгови. Во последниот ваш извештај прочитав дека неплатени обврски на општините изнесуваат 64,7 милиони евра заклучно со јуни 2025. Да го прокоментираме овој податок. Да. Тоа е податок кој што овој последниот бриф кој што Finance Think го има продуцирано и точно е тоа. 64,7 милиони евра се доспеани и неплатени обврски на општините заклучно со јуни 2025 година и тоа е 9% од вкупните неплатени доспеани обврски кои што ги имаат и јавните предпријатија и единиците на локалната самоуправа. Меѓутоа, доколку на ова се додадат и обврските кои што ги има локалните јавни предпријатија, во тој случај учеството во вкупните доспеани а неплатени јавни обврски ќе биде 25%. Иако како учество може би не е најдоминантно, сепак големите долгови на општините креираат долгорочна не само одржливост. И вие самите споменавте дека уште во 2018 година беа 50 милиони евра дадени на општините за отплата на долгови. Понатаму во 2023 година Министерството за финансии издаде обврзница, одобри издавање на структурни обврзници во износ од 275 милиони денари за општините Тетово, Желино и Виница, за да добијат можност да ги подмират обврските. Меѓутоа, сепак сметам дека ваквиот начин на раздолжување на обврски на доспеаните и обврски, иако е неопходен, сепак креира морален хазард. Сепак упатува една порака дека општините може да генерираат долгови, може да се однесуваат несоодветно према јавните средства, а на крај истите ќе бидат платени од централниот буџет и проблемот само се префрла од општините на централниот буџет. Вториот проблем во делот на долговите на општините е тоа што ја ограничува долгорочната развојна компонента. Например, кај општините кои што се навистина многу задолжени, вкупните доспеани и неисплатени долгови се 7 до 10 пати повисоки од износот на капиталните расходи. Тоа значи дека вие доколку имате како општина долгови, пред се сакате да се раздолжите од долговите, па вкупните приходи кои ги имате ги лоцирате повеќе кон тие долгови, а ја занемарувате развојната компонента. Кај исто така кај еден дел од општините кои што се најзадолжени, овие вкупни долгови изнесуваат половина од вкупните приходи. Значи, достигнуваме, тоа е навистина еден голем износ на долгови, што навистина сметам дека ги доведува општините до хендикеп за исполнување на сите тековни обврски кои што ги имаат и оние квалитетно исполнување на сите надлежности,
а од втор аспект кај дел од општините ги доведува и до ситуација можеби и на сериозно размислување за нивната фискална самоодржливост и на нивната вкупна дисциплина. Вие ги начнавте таму во извештајот и јавните предпријатија формирани од општините, исто нели и тие имаат огромни долгови. И сега вака кога слушам за долговите на општините, за долговите на јавните предпријатија, некако се наметнува и прашањето дали општините се можеби многу лош газда на тие јавни предпријатија, дали тие би можеби функционирале подобро во некое приватно, јавно-приватно партнерство, или дали можеби треба и да се промени регулативата која што не дозволува нели на јавни предпријатија на општини извршување секогаш со она ми требаат пари за работење, имаат они некои ограничувања кое што за другите нели не важи. Ба, видете, јас не би рекла, не би можела да класификувам дали се лоши или добри газди, затоа што во еден дел долговите кај јавните предпријатија се напластија и за текот на енергетската криза. Во текот на енергетската криза, само заради порастот на цената на енергијата, драстично пораснаа трошоците и за производство на вода и испорака на тие предпријатија, така што во еден дел навистина има причина зошто овие долгови се напластија. Меѓутоа, фактичка е состојбата дека забележуваме и во главниот град, забележуваме каква е состојбата со квалитетот кој што го испорачуваат јавните предпријатија, собирање на смет, собирање на испорака на други услуги. Дефинитивно тука нешто треба да се промени и за истите да станат поефикасни. Кој е правилниот начин, навистина не би знаела да го кажам. Така. Една порака од вас за крај, вака пред изборите, како да ги направиме поефикасни општините? Што да прават градоначалниците? Па видете, градоначалниците сметам дека се пред сериозни предизвици, земајќи ја предвид вкупната неефикасност на општините, каков механизам ќе применат за да ја подобрат ефикасноста и испораката на услугите од општините кон граѓаните. Вториот дел е можеби делот на платата на оние приходи кои што се од лични нивни приходи, особено во делот на данок на имот. Тука можеби треба да се размисли за дигитализирано решение, каде што заедно со катастар ќе бидат сите вкупниот имот ќе биде регистриран и наплатата ќе биде по некаква форма на автоматизирана на некој начин, а да не се чека само на волјата на граѓаните дали ќе биде платен данокот или не. И третиот, останатите два аспекти се во делот на поголем дел на капацитети за капиталните расходи и поголеми инвестиции во капиталните расходи и секако намалување на вкупната зависност од централниот буџет. Господја Петерски, ви благодарам што бевте во нашето студио и во сакувам успешен градоначалник кој што ќе примени нешто од ова што кажавте. Ви благодарам и на вас, се надевам исто. Благодарам и на вас, ценети слушатели и гледачи.